и добродојавте во новата сезона на Формула 1 на македонски овде на YouTube. Втора сезона. Најпрво сакам да се заблагодарам на сите оние кои ме следеа лани во текот на целата сезона. Сакам да се заблагодарам на сите оние кои дадоа поддршка на свој начин преку гледање на видеата, преку коментирање на содржината на самите видеа, секако злаченување преку опцијата subscribe, тоа навистина му помага на каналот и мене ми дава волја да одам понатаму, да продолжам со оваа работа и секако заедно со вас да ја сплотиме љубовта кон Формула 1, да дискутираме за сите нејзини аспекти и понатаму да ја градиме оваа култура на мотоспорт во Македонија, која мислам дека навистина во последните неколку години опадна, за разлика од порано кога имаше некое поголемо ниво на следење на мотоспортовите и поголема присутност на самите мотоспортови во границите на Македонија. Првата епизода од втората сезона Формула 1 на македонски, со вас би сакал да ја посветам на едно размислување мое, меѓутоа гледам дека и него куми на други веќе го делат истото, а тоа е дека сезоната 2020 во Формула 1 можеби ќе биде најскапата сезона во однос на финансиски средства во историјата на Формула 1. Зашто го велам ова? Се сеќаваме сите дека лани FIA донесе одлука со која од 1 јануар 2021 година стапува на сила буџет кап, односно она ограничување кое е дадено како една финансиска рамка во кое тимовите не можат да потрошат повеќе од 175 милиони американски долари по сезона. Меѓутоа, мала врата е отворена, бидејќи во оваа граница, во оваа рамка финансиска, не влегуваат платите за возачи и не влегуваат трошоците за маркетинг, односно рекламирање по интернет, во секој вид на медиум, директно или индиректно преку возачите и преку спонзорите. Зашто Формула 1 може би направи мала грешка со овој буџет? Вистината е сосема разумна. 175 милиони долари минус парите за возачи и маркетинг е сосема разумна сума. Знаеме дека големите тимови повторно ќе трошат од 250 до 280 милиони долари, меѓутоа малите тимови ќе им даде шанса за пофер надпревар. Меѓутоа, каде сметам дека се направи грешката и да одговорам на прашањето кое го наметнав на самиот почеток, зашто оваа сезона ќе биде најскапа во Формула 1. Сите тимови кои се од голем калибар, како Ферари, како Мерцедес, како Ред Бул, до негде Мекларен со новите инвестиции кои влегуваат во тимот, ги потрошат сите можни пари кои ги имаат на располагање до 31 декември 2020 година. За да имаат компетитивна и технолошка предност во следните неколку сезони пред другите тимови кои не може да се го дозволат тоа. Значи сега во сезона 2020 година имаме следење на трошоците од FIA, меѓутоа немаме нивно менаџирање, нивна контрола. Например, Мекларен инвестира околу 70 милиони долари во новиот воздушен тунел. Тоа е огромна инвестиција, меѓутоа тоа е долготрајна, долгорочна инвестиција која ќе му возможи на тимот во наредните 10 до 15 години да користи нов, модерен, најсовремен воздушен тунел во рамките на неговата фабрика. Гледаме дека Строл сениор уплати 500 милиони долари превзимајќи го Racing Point и именувајќи го Астон Мартин со почеток од 2021, односно таа нова франшиза. Тие 500 милиони долари не беа само вложени да се закрпат загубите на Racing Point, туку и доста од тие средства ќе бидат вложени во развој на тимот и во креирање на нови алатки и нови технологии. Сите големи тимови, Мерцедес, Ферари, Ред Бул ќе го сторат истото. Ќе вложат толку многу средства, што веројатно и дизајнот на болидите за 2022 година, не само 2021 година, ќе влезе во тој неограничен буџет до 31 декември оваа година. Така што мислам дека Формула 1 начело со Liberty Media постигна еден компромис каде што на малите тимови им даде една сламка надеж дека во иднина ќе бидат порамноправни во однос на тој финансиски ферплей, меѓутоа им остави голем простор на големите тимови да доминираат и во следната декада, бидејќи верувајте, овие правила кои се веќе од 2014 го имаат достигнато нивниот лимит, ќе видите и сами дека болидите оваа година нема да имаат големи разлики, ќе видите дека многу рано, освен ако немаме екстремно компетитивна и неизвестна сезона, ќе видите дека многу рано, негде мај-јуни, тимовите веќе ќе почнат да алоцираат средства на развој на болидите за 2021 година, односно тие веќе го прават тоа, меѓутоа многу поголем дел од нивниот буџет ќе биде алоциран таму и верувајте дека до септември, октомври 2020 година веќе ги имаат првите нацрти
и сите останати средства ќе ги вложат во понатамошен развој кој ќе се рефлектира не само во 2021, туку и во 2022 година. Имаше една изјава од Зек Браун, кој е CEO-то на Мекларен, дека Мекларен очекува да биде компетитивен дури и од 2023 година и многу медиуми тоа го пренесоа како едно песимистичко расположение во Мекларен или како некоја песимистичка изјава. Не, тоа е реалноста, бидејќи и Зек Браун знае дека 2021 и 2022 ќе биде многу тешко да се носи со големите играчи, бидејќи од истата причина која пред малку зборував, сите овие пари што поголемите играчи можат многу повеќе да ги потрошат, ќе значат многу повеќе перформанси, особено во период кога имаме драстична промена на правилата во Формула 1. Затоа некогаш ваквите изјави не треба веднаш да се начекуваат на нож, не треба веднаш да се постираат наслови на интернет кои ги мамат гледачите само да кликнат некои песимистички црни сценарија и како она во овој контекст ќе го споменам на Марка, оној извештај дека Ферариото е готово, новото Ферари е слабо, дека нема перформанси. Ве молам луѓе, подиот уште не стигнал на патека, сите анализи кои ги има Ферари се само за Ферари, така што на вистина овие кликбейт наслови мора да се земат во поголем предвид. Заклучок, 2020 година дефинитивно ќе биде најскапа година во сезоната. Инвестирање во борба за шампионска титула, инвестирање во нови капацитети и нови технологии, спремање на тимот за 2021 и понатаму, можеби некој трансфер на возачи кој ќе треба да биде добро потплатен. Останува да видиме каква сезона ќе имаме, се надевам на одлична сезона и се надевам дека ќе не следите исто како и лани и уште во поголем број и дека повторно ќе дадете својот допринос. Уште еднаш, како и секогаш, ви благодарам што го следите каналот Формула 1 на македонски. Лайк, шер и сабскрайб доколку ви се допаѓа каналот. Дајте го вашиот коментар, што мислите за финансиската рамка која беше воведена лани, дали ќе овозможи ферплей на помалите тимови, како ќе се резултира ова неконтролирано трошење до 31 декември оваа година. Навистина би сакал да го чујам вашиот глас. Следното видео анализа на новиот болид на Хаас, односно новиот болид кој е само дигитална презентација, а не реална. Реалниот ќе го видиме во Барселона на првиот ден на тестирање, така што следното видео очекувајте го за техничката анализа на новиот болид на Хаас. Уште еднаш ви благодарам и поздрав!